Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница. Овој видео час е наменет за учениците од трето одделение по предметот математика. Јас сум одделенски наставник Кристина Петковска од Општинско основно училиште Кочо Рацин, Куманов. Наставната содржина што ќе обработиме на овој час е поем за множење, множење како собирање еднакви собироци. Што треба да научиме на овој час? На овој час треба да го разбереме множењето како опишување на низа од броеви, да научиме дека множењето е скратено собирање на исти собироци и да почнеме да го користиме знакот за множење. Множењето заедно со операциите собирање и одземање, кои досега се надевам сте ги утврдиле, а подоцна ќе учиме и за делење, се 4 основни операции во математика. Па да започнеме. На овој слайд гледаме 4 гранчења, односно можеме да кажеме 4 групи. Еве ја првата група, втората, третата и четвртата група. Во секоја од овие групи, ако изброиме, ќе видиме дека имаме по 5 цреши. Ако ви го поставам прашањето колку вкупно цреши гледаме, вие сигурно ова би го пресметале со помош на собирање. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 е еднакво на 20. И би ми одговориле дека имаме вкупно 20 цреши. Ако го погледнеме ова операција со собирање, ќе видиме дека сите собироци ни се исти. Па кога имаме ваква ситуација, тоа можеме скратено или поедноставно да го представиме на начин кој што се вика множење. Прво запишуваме колку групи имаме, 4 групи имаме, така, а во секоја група имаме по 5 цреши, вкупно 20. Резултатот и при собирање и при множење ни е ист. Имаме вкупно 20 цреши. Да го погледнеме вториот пример. Имаме една група со 3 сини топчиња и втора група со 3 сини топчиња. Да пресметаме колку вкупно топчиња имаме, ние би го пресметале со собирање тоа како 3 плюс 3 е еднакво на 6. Да го запишеме пократко како множење, би напишале 2 групи по 3 топчиња внатре, вкупно 6 сини топчиња. Скратеното собирање на исти собироци се вика множење. Во операцијата множење имаме прв множител, втор множител, производ. Знакот за множење е една точка која што се пишува помеѓу првиот и вториот множител и се чита како по. Значи, за да го прочитаме ова, ќе кажеме 2 по 3 е еднакво на 6. Знакот за множење, точката рековме, што се чита како по и се пишува помеѓу првиот и вториот множител, во некои земји можете да ја сретнете и како буквата Х. Исто се чита и исто значи 2 по 3 е еднакво на 6 и 2 по 3 е еднакво на 6. Па така, ако заминете во некоја друга земја, ќе знаете како се бележи знакот за множење. Ајде сега заедно да решиме две задачи. Еве ја првата задача. Имаме една група од две линијарчиња, жолто и сино. Да видиме колку вкупно групи ќе ни се појават. Втората група, третата група, четвртата и пета. Сега да пресметаме колку вкупно имаме линијари. Ако имаме 5 групи, запишуваме 5 по во секоја група 2 линијари, вкупно имаме 10 линијарчиња. Тоа со помош на собирање би го напишале како 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2
е еднакво на 10. Вкупно имаме 10 линијари. Ајде да видиме колку групи на срциња ќе ни се појават. Имаме веќе една, еве ни е уште една, втора и уште една, трета. Да пресметаме колку вкупно срциња имаме дадено на слайдот. 3 групи на срциња, по 5 натре имаме 15 вкупно срциња. Еве неколку работи кои што лесно се помнат, а можеме и лесно да научиме неколку таблици на множење. Кога еден од множителите е еднаков на 0, тогаш производот секогаш е еднаков на 0. Па затоа можеме лесно да ја научиме таблица множење со број 0. Значи, еден од множителите е 0, секогаш производот е еднаков на 0. Па затоа 0 по 0 е еднакво на 0, 1 по 0 е еднакво на 0, 2 по 0 е еднакво на 0, 3 по 0 е еднакво на 0, 4 по 0 е еднакво на 0, 5 по 0 е еднакво на 0, 6 по 0 е еднакво на 0, 7 по 0 е еднакво на 0, 8 по 0 е еднакво на 0, 9 по 0 е еднакво на 0, 10 по 0 е еднакво на 0. Кога еден од множителите е 0, тогаш производот е еднаков на 0. Кога еден од множителите е 1, тогаш производот е еднаков на другиот множител. Па така, лесно можеме да научиме таблица множење со број 1. 0 по 1 е еднакво на 0. 1 по 1 е еднакво на 0. 2 по 1 е еднакво на 2. 3 по 1 е еднакво на 3. 4 по 1 е еднакво на 4. 5 по 1 е еднакво на 5. 6 по 1 е еднакво на 6. 7 по 1 е еднакво на 7. 8 по 1 е еднакво на 8. 9 по 1 е еднакво на 9. 10 по 1 е еднакво на 10. Кога еден од множителите е 1, тогаш производот е еднаков на другиот множител. Бидејќи ние знаеме да броиме по 2, 5 и 10, лесно можеме да ги научиме и таблици со број 2. Па така, 1 по 2 е еднакво на 2, 2 по 2 е еднакво на 4, 3 по 2 е еднакво на 6, 4 по 2 е еднакво на 8, 5 по 2 е еднакво на 10, 6 по 2 е еднакво на 12, 7 по 2 е еднакво на 14, 8 по 2 е еднакво на 16, 9 по 2 е еднакво на 18 и 10 по 2 е еднакво на 20. Ако знаеме да броиме по 5, тогаш всушност ние ги добиваме производите на множење со број 5. 1 по 5 е еднакво на 5, 2 по 5 е еднакво на 10, 3 по 5 е еднакво на 15, 4 по 5 е еднакво на 20, 5 по 5 е еднакво на 25, 6 по 5 е еднакво на 30, 7 по 5 е еднакво на 35, 8 по 5 е еднакво на 40, 9 по 5 е еднакво на 45 и 10 по 5 е еднакво на 50. Броењето по 10 ни овозможува да ја научиме таблица множење со број 10. 1 по 10 е еднакво на 10, 2 по 10 е еднакво на 20, 3 по 10 е еднакво на 30, 4 по 10 е еднакво на 40, 5 по 10 е еднакво на 50, 6 по 10 е еднакво на 60, 7 по 10 е еднакво на 70, 8 по 10 е еднакво на 80, 9 по 10 е еднакво на 90 и 10 по 10 е еднакво на 100. Се надевам, ученици, дека ви е јасно како се множи и лесно можеме да ги научиме таблиците на множење. За ова имате во вашите учебници работна тетрадка по математика, па можете да си ги решите задачите. До некое следно видување. Довидување!